Врнежите од дожд ја одложија жетвата на ориз во Кочанско. Комбајните стојат зашто не можат да влезат во нивите. Жетвата требаше да биде завршена, но само 1/10 од годинашниот род е собран во амбарите, се жалат оризопроизводителите. Овие временски услови се неповолни за оризопроизводителите. Жетвата 10% не е завршена, значи околу 90% стоја. Ова еден дожд, 30 дена нема жетва. Жетвата завршуваше секојаш до 20 октомври. А сега сигурно за еден месец каснеме. За еден месец негове ќе паднат сигурно. Што значи ќе има површини што нема да се жнеат и не може да се улегне. Не може да го извадиме едноставно. Освен врнежите од дожд, проблем за доцната жетва и касната сеидба, па дел од нивите се уште се зелени. Има површини, а од Тракања па до Жиѓанци горе, мислам дека луѓето нема што и да улеват комбајните. Тоа е зелено, а тоа е само од касната сеидба. Ние сејаме на 1 јуни, на 1 јуни ориз не се сее. Кога знаеме дека едните семиња имат 150 дена вегетација, ние нема што да тражиме. Него кој ќе стои одговорното? Знаеш кој ќе стои? Само земјоделците. Дополнително нема откуп на белото злато, па оризопроизводителите велат дека ориз се помалку ќе се произведува и ќе биде со послаб квалитет. Луѓето носат инцидентно кој како се снајдја и нема цена. Меѓутоа и не откупуваат. Нема никој моментално, никој не откупува. Оризарите се во незавидна позиција од причина што скоро половина од минатогодишната реколта им стои по амбарите. За Сител, Трајан Ристовски.